Чувајте го минатото за да знаете да ја почитувате иднината. А каде на друго место може да се научи тоа, ако не во музеите? На светскиот ден на овие национални установи кои во витрините кријат големо богатство, разговарам со директорот на Музеот на Македонија, Александар Ристевски. Добро вечер и добро дојдовте во Централниот дневник на Македонската телевизија. Добро вечер, Сторе. Директоре, музеите обединуваат поделен свет, глобална тема на овој меѓународен ден на музеите. Смислата на музеите е практично да се гледат како простори за учење, диалог, доверба и мир, особено во немирни времиња како што е денешното на глобален план. Дали музеите во Македонија ја исполнуваат мисијата за пристап до знаење до минатото, за да ја чувствуваме иднината? Музеите во Македонија имаат одреден, да кажеме, квалитет, богатство. Не правиме муабе дали имат, богатството е повеќе од големо. Мислам дека низ годините проблемот бил, можам да го лоцирам на 2 или на 3 нивоа. Едното е неретко во одредени временски периоди незаинтересираност на раководечките органи, да кажеме, на тие кои ја водат државата во одреден период. Во одреден период може да се каже дека било прашање и слаб менеджмент. И третото би го лоцирал исто така во одредени периоди, затоа што кај нас се стихино оди, може би и недостатокот на кадри и неудоволно желба и мотивација работите да се решат. Значи, во основа нас ни треба континуитет, еден малку подолг период, не смееме да се ослонуваме, да кажеме, само на еден мандат, на едни луѓе или една структура. Треба да создадеме, да кажеме, траен еден континуитет кој би траел 10 или 20 години без осцилации и да покажеме дека вака искрено и непосредно сакаме да покажеме и докажеме пред светот кои сме и што сме. Кога ќе се спомене музеј, првата асоциација што се добива е тоа што треба да се добие како подсетување на меморијата. Изложби, поставки и така натаму. Момент што ќе го поврзе, да речеме, ученикот со предметот, туристот со градот и со земјата каде што е. Локалната приказна со европскиот контекст, дигитални архиви во фондови. А имаме богати фондови, Апсолутно. Имаме богати локалитети, имаме богати збирки, но дали имаме чувство дека музејот е јавен простор за секојдневна култура, а не само кога треба да се организира училишна екскурзија, бесплатно за време на бела ноќ, да речеме, или за некоја протоколарна посета? Видете, музеите низ годините во светот се развиваат, ние не можеме ништо да измислиме ново, светот веќе тоа го има измислено. Самите музеи како институции стана повеќе слојни, повеќе димензионални. Прво, еве сега најсовремено тоа што е поготово во задниве година дена, вештачката интелигенција апсолутно е ставена во функција на тоа што се музеите. Потоа одредени форми на интерактивност, различен начин на прикажување, виртуелни музеи, патувачки изложби, разноразни продавници, форми на воркшопови кои се изработуваат, едукација. Пример, еве, како мала дигресија, само да прекинем, ние сме актуелни со тоа што од минатата недела, пример, започнеме работа со една нова, да кажеме, целна група, тоа се пензионерите. Имаме креативни работилници каде што сите пензионери во вторник може да се пријават, нели, недела однапред, да дојдат во нашите простори заедно со едукатори, да творат со глина, да бојат вазни ќупови, нешто што нашите баби, нашите предци го правеле. Ние веќе тоа го имаме со деца, со ученици, го имаме со ранлива категорија на луѓе со посебни потреби, но сега го како таргет се посветивме и на пензионерите, иако можам да признам дека денес и вчера добив пораки од луѓе, велат, зошто пензионери, зошто млади, еве ние и во кои сме во активните години, да кажеме, во работен век, поготово за викенд сме спремни да дојдеме и да твориме, така да можеби тоа отвара уште еден нов таргет, да кажеме, една нова целна група и нели работоспособно население за викендот да ги анимираме и нив. Одлично, тогаш ќе го скокнам третово прашање, затоа што ми беше токму за анимацијата на младите, ама веќе го одговоривте. Дојдов до податок дека во 2024 година работеле 28 музеи и ја посетеност изнесувала нешто над 450.000 луѓе. Во истата година музеите располагале со близу 368.000 архивирани предмети, од кои пред јавноста биле поставени нешто над 12%. Значи, ние не сме сиромашни,
во однос на предметите што ги имаме, туку со нивната видливост. Зошто? Вака, тоа е генерална некаква пракса секаде во светот. Вака, да се разбереме, еден музеј на Македонија има 20.000 предмети, еден од најбогатите. Најголемото богатство пред се кај нас е етнолошкото, но најголемото, најбитното е познатата порано истакната, нели сега настрана тргната галерија на икони, каде што имаме апсолутно вредни дела од нашите сакрални објекти низ државата. Ако ги земеме и другите институции, не знам, Музеј на современа, Националната галерија, Археолошкиот музеј, Музејот на македонска борба, Природно-научниот музеј, сега ги земам како оние поголеми заводот и музеј Битола, Охрид и бројни институции, имаат огромен број на предмети кои се во депоата. Ке се сложам со вас дека е можеби проблем што вон оние постојани поставки кои се визибилни, пример кога гледаме така има постојани поставки каде што се во континуитет прикажани 2, 3 или 5% од тоа што се располага. Сметам дека можеби поголем проблем е тоа што неретко постои, па можеби мотивација кај самите вработени, ама можеби недостаток и на менаџерски начин на функционирање на тие кои ги раководат институциите и можеби поддршка од самата држава, но јас мислам дека е повеќе до волја. Што сакам да кажам? Кога се има волја, кога се има желба, кога се има мотивација, средства се изнаоѓаат, кога менаџерот сака одредена, да кажем, институција да ја пласира негде надвор, или пак во некоја друга соседна институција да го прикаже тоа што го располага, на крајот на криштата треба малку да се поттурнат работите, можеби да се не секогаш да се чека строго од државата. Има меѓународни фондови, има меѓународни проекти, па на крајот на криштата тука и приватниот сектор кој јас барем мислам дека ако го анимираме доволно и ако се обратиме до тој приватен сектор, мислам дека не збориме за некои фантастични суми, пример одржување на еден просечен кошаркарски, фудбалски или ракометен клуб на годишно ниво чини многу повеќе од правење на една меѓународна голема изложба, да се разбереме. А знаеме дека нели и општините и приватниот сектор финансираат многу такви проекти, така да сметам дека со плаќање на еден или двајца странски играчи кои ги има во одредени спортски екипи, може да се направат фантастични изложби. Не мислам, гарантирам. Така да мислам дека е прашање и интерно и до сите на самите, колку имаме волја и желба нешто да потегнеме. Ја споменавте галеријата на икони. Таа не случајно е поместена во депо, затоа што инфраструктурно Музеот на Македонија е во незавидна состојба. Да. 50 години годинава откако е пуштена зградата во употреба. Точно. 2010 една реконструкција, 2024 најава за нова. И тоа пред се на темелна санација на кровот, обновување на административните простории, изложбените сали и целосна реконструкција на инфраструктурата на комплексот. Да. Што од ова е почнато и до кога ќе трае? Со градба се уште не е почнато ништо. Мислам дека оние процедури, целиот тој проект е го организира, значи не е во раце на Музеот на Македонија, сето тоа го тера Министерството за култура, со тоа што ние како институција дефинитивно излегуваме во пресред за се што треба, посебно со наши идеи, предлози што да себе, да кажеме, видоизмени или адаптира во прашање на некои современи текови кои се сега потребни. Главниот проблем е на институцијата, што како што напоменав, мистата е пуштена во употреба ноември 76 година. Јас како ново именуван избран директор веќе иницирав една, да кажеме, манифестација или случување каде што сакаме да го одбележиме токму 50 години постоење на објектот, овој актуелен објект каде што гледаме дека е, и да, меѓу другото, изразиме чест и на архитектите починати, на господја Томич и господин Муратовски, кои се дале нели во ова архитектонско дело, кое меѓу другото е исклучително, да кажеме, интересно, поготово за оние љубители на архитектурата и на брутализмот и тој период во македонската архитектура, па неретко странци доаѓаат во нашиот двор токму да го сликаат и фотографираат објектот од надвор, оставил впечаток и како своевидно архитектонско, да кажеме, знаменитост или архитектонско чудо. Проблемот е што низ годините се правеле одредени интервенции, дали за цевки, дали за антени, за било што на одредени партии од местото, што предизвикале протекување
и ние имавме проблем низ годините, поготово кога има обилни врнежи на дожд, каде што се креираше штета пред се во изложбените сали, но и во останатиот дел од објектот. Проектот во периодов кој што се работи, доработува, процедурите се тераат и јас искрено се надевам дека во близок период што следи, се надевам уште текот на оваа година, дека фазата на реконструкција ќе започне и ќе се даде еден нов момент, една нова убавина на целиот овој објект, затоа што реално ова е можеби првиот и да не речеме покрај археолошкиот кој е нели мултинаменска зграда каде што има нели и архив и уставен суд, но покрај музеот на македонската борба и природно-научниот музеј, ова е единствениот исклучително наменски граден музејски објект, но кога ќе ја земиме големината и грандиозноста на објектот, не споредлив со ниедни други, ова е над 10.500 квадратни метри со над 6.500 квадратни метри изложбен простор и сметам дека доколку ја вратиме убавината и сето она што се располага и со креирање на една нова национална трајна поставка, плюс деловите за кратки изложби, киносалата, нашата библиотека, едукативниот центар, дека може ова да биде во иднина еден носечки музеј кој ќе ги руши сите рекорди на сите останати музеи, за разлика од сега. Сега, освен со изложби, овој музеј, за да функционира како што вие замислувате, треба да биде полн и со луѓе. Прочитав неодамна, пред некоја година, 30 луѓе во пензија, едно вработување. Тоа беше 2023. Не е тоа многу неодамна. Како стоите со кадар во моментов? Морам да кажам дека се доста подобруваме. Мислам дека во ниеден дел немаме превработеност, негде сме оптимални, се уште има фалинки, но можам да кажам дека во изминатите 2 години дека релативно доста се пополнија местата. Јас само ќе земам моето, јас од кој сум дошол, нема прим никој, но имаме десетина договорци кои се надевам дека во скоро време ќе се трансформираат. Многу позитивно е што оној основниот административен дел околу директорот што е, сватив дека низ годините драстично се испразниле и тоа има и ситуација неколку институции каде што се такви состојбите. Кај мене во задниве 2 или 3 години се пополниле доста од тие места и сега уште се уигруваме како тим. Тоа се прилично нови луѓе, но искусни, не се почетници во својата дејност. Во рамките на стручните места најголем дел од колекциите како такви се пополнети, но во време сме каде што треба да се направи една нова функционална анализа, затоа што овој музеј таков каков што перспективно треба да биде, мислам дека ќе остави доста простор. Еден од главните проблеми што низ годините лоцирам барем од мене дека го имаме, е што многу слабо, да не речем воопшто, не се работело со студентите по институтите. Значи, Институтот за етнологија и антропологија при природно-математички, Институтот за историја на уметност, Институтот за историја на Филозофскиот факултет, па може би оние стручни лица кои нас дефинитивно ни се потребни, како што се конзерватори за икони, за метал, за керамика, за текстил, пример. Исклучително ни е битно е упразнето место, затоа што се има и потреба и проблем таму кај што е. За почеток јас се обидувам нешто да го споставам дека сите овие студенти, на сите овие катедри кои сега студираат, каде што бројот е драстично намален бројот на студенти од тоа што порано сте студирале. Јас кога студирав етнологија и антропологија бевме 25-30 души во генерација, сега мака се мачат да се соберат дали 3, дали 5, дали 10 луѓе, што на долги рамки, на долг рок е проблем, затоа што едноставно кога ќе се прекини дотокот на нови кадри со нови информации, нови сознанија, се ствара еден гап, една празнина што после многу тешко се пополнува. Така да ние работиме во сите овие сфери и да напоменам, ние меѓу другото ја имаме она централна куќа во етноселото, македонското село во Нерези, каде што еве имаме неколку наши вработени и кои исклучително многу, можеме да нафрлам бројка дека меѓу 2500 и 3000 посетители имаме месечно кои одат нели да го погледаат етното село, но ја гледаат и нашата етнолошка поставка која имаме таму и таму имаме една наменска прекрасна продавничка каде што имаме копии од артефакти, имаме интересни производи, така да на сите пред се граѓаните на Скопје, не само странците, апелирам кога одат во етно селото, нека посетат нашата продавничка и нека се купат нешто. Така е. Моето последно прашање,
во тековната годишна програма, што практично ја изготвил вашиот предходник, затоа што вие сте на функцијата од 1 април, значи неполни 2 месеца, месец и половина. Има тековно одржување и заштита на предмети од историја на уметноста, етнологијата, конзервација на арапска збирка експонати, но сега ве прашувам вас. Кои се вашите 3 главни пункта што ќе доведат до перспектива на Музеот на Македонија? Реновирањето е како такво, тоа е круцијално, без кое не можеме, но ја за почеток се трудам да работиме со таргет групи, се трудиме оваа година да сработиме тоа што можеме условно речено без пари или со некаква ревизија или со сопствени средства кои самите ги продуцираме како такви. Најавуваме за месец октомври треба да има изложба Мексиканскиот конзулат, представништво од Мексиканската амбасада во Белград кај нас и изложба на женски народни носи. Во ноември планираме представување и сега активно, што е многу ударно, за сите што не знаат, ние државните институции конкурираме во јуни за да добиеме пари за цела наредна година. Ние сега интензивно со моите колеги од сите 4 оддели работиме на програмата за наредна година. Планираме патувачки изложби по нашите културно-информативни центри, кои ги имаме во Загреб, Белград, Тирана, Софија и Истанбул, како и во Њујорк. Се трудиме да се активираме на некои меѓународни проекти, да аплицираме, веќе имам неколку познаници, пријатели, колеги наши, кои ќе правиме интеринституционални проекти и дефинитивно тоа што е исклучително битно, работа со нашата збирка и со колекцијата. Се надевам дека и покрај реконструкцијата на објектот, дека ќе успееме активно да ги користиме и киносалата, и изложбениот простор, и јас како човек кој доаѓа од една слична институција, јас доаѓам од Националната галерија на Македонија, токму како институција која, за разлика од другите, има еден исклучително голем интензитет на изложби, јас се трудам во време на целата реконструкција и работа на објектот, токму малата сала и оној изложбениот простор за времени изложби, да му дадеме еден импулс на самиот музеј, да ја зголемиме посетеноста. Меѓу другото ќе најавам нашиот голем двор кој го имаме од оваа страна што не се гледа, ќе го искористиме за неколку јавни манифестации, неколку концерти, фестивали, кои ќе правиме соработка со приватниот сектор, така да мислам дека Музеј на Македонија во периодот кој следи ќе биде во жижата на внимание на сите. Ви посакувам успех. Ви благодарам. Благодарам што бевте гостин во Централниот дневник на Македонската телевизија. Ми беше задоволство.